Автономијата на универзитетите нема да биде загрозена, уверува министерката за образование и наука Весна Јаневска, откако дел од академската јавност реагираше на предложените измени на законот за високо образование. Сепак, вели, тие мора да бидат отчетни, а државата да воспостави реална контрола на образованието. Автономијата на универзитетите со овој закон никако не е чепната, но пак универзитетите треба да се свесни, голем дел од нив треба да бидат отчетни кон владата за средствата кои ги примаат од владата. Од тука ние во автономијата воопшто не навлегуваме, но од сега натаму ќе бараме отчетност. Тоа било предвидено и со претходниот закон од 2018 на професорката Рената Децковска, но никогаш не заживеало. Ние во овој момент само бараме да заживее отчетноста, без никакво мешање во нивната академска слобода. Јаневска исто така напомена дека во моментов не постојат услови за да се исполнат барањата на студентите за целосно бесплатно студирање. Како што рече, владата во моментов е фокусирана на стабилизирање и унапредување на образовниот систем, подобрување на условите во образовните институции и обезбедување одржливи решенија, а не на популистички мерки кои би можеле да го оптоварат буџетот. Да сработеше малку повеќе минатата власт во однос на се ова што ние сега го правиме и да ја подобреше економската состојба, ќе можевме да дискутираме и на таа тема. Секако, кога ќе дојде време и кога оваа држава ќе може тоа да го издржи, ќе дискутираме и на таа тема. На Националниот регистар на прописи се поставени предлозите за новиот закон за високо образование и за законот за квалитет во високото образование, а деновиве ќе биде ставен и законот за научно-истражувачка дејност. Планот на МОН е законите да останат 30 дена на ЕНЕР. По 2 недели ќе почнат јавни расправи на универзитетите. Потоа законите ќе се проследат во владина постапка.